Лепа здраво дечки и добре дојдовте во новото видео. Денеска ќе зборуваме за ивермектинот. Што е ивермектин прво? Ивермектин е лек кој што досега се користеше против паразитарни инфекции, но со појавата на COVID-19 пандемијата гледаме се поголема off-label, односно експериментална се уште употреба на лекот во борба со оваа болест. На кој начин делува овој лек? Односно, на што се базира претпоставката дека може да ни помогне во борбата со пандемијата? Ќе гледате во следното видео. Откриен во 1975 година, во медицинска употреба доаѓа во 1981 година. Во 2015-та пронаоѓачите Вилијам Кембел и Сатоши Омура добиле Нобелова награда за физиологија за развивањето на овој лек. Зошто е толку добар овој лек? Ова е лек позајмен од природата. Го продуцира бактеријата Streptomyces avermitilis, од која што бил изолиран. Оваа супстанца радикално го менува третманот на паразитарните болести и нивните последици, како што се речното слепило, елефантиазата, шугата и многу други. Има и употреба овој лек во ветеринарната медицина, како што повеќето веќе знаеме. Што е речно слепило? Тоа е болест предизвикана од паразит кој што го наоѓа патот до очите, се вселува во нашите очи и доколку е оставен нетретиран води кон слепило. Околу 15 милиони луѓе се заразуваат годишно од оваа инфекција, најголем дел во Африка, од кои што скоро 1 милион ослепуваат. Еве слика од деца кои што ги водат своите слепи родители кои што настрадале од болеста. Елефантиаза пак е болест која се одликува со запушување на лимфните садови предизвикано од паразити, кое што води до пречки во транспортот на лимфата и следствено на тоа отоци на нозете, големи отоци. Посебна форма на ова е скротална хидроцела. Околу 100 милиони луѓе на светско ниво се засегнати од оваа инфекција. Кој е механизмот на дејство на овој лек? Овој лек има 3 различни механизми. Секој од тие механизми ќе го објасниме и ќе кажеме каде би можел да се примени. Прво да го објасниме неговото антипаразитарно дејство, дејството за кое што досега го користевме лекот. Ивермектинот ги парализира црвите, паразитите, на тој начин што ги напаја нивните нервни и мускулни клетки. Ги отвара така наречените глутамат зависни хлорни канали, кои што ги има во изобилие кај безработниците, како што се црвите и паразитите. Со тоа хлорот влегува во клетката, ја прави негативна, хиперполаризирана и кога е негативна клетката, нормално не може да очекуваме добар исход. Така клетките престануваат да функционираат, се парализираат и умираат. Прашање, зошто не се случува тоа кај нас луѓето? Кај цицачите, овие глутамат зависни хлорни канали ги има само во мозокот, односно во централниот нервен систем. Крвта која што стига до нашиот мозок мора прво да пројде низ така наречена крвно-мозочна бариера. Таа бариера не дозволува ивермектинот да стигне до нашиот централен нервен систем и да предизвика невролошки симптоми. Чудо од механизам, физиологија. Самата логика ги кажува контраиндикациите на овој лек. Значи, не смее да се користи лекот во состојби кога таа мозочна бариера е оштетена. Како што е, на пример, воспаление на тие обвивки, менингитис, енцефалитис. Во бременост и при доење, овој лек смее да се даде само доколку постои апсолутна индикација за давање на лекот. Поради тоа што мозочно-крвната бариера кај плодот е се уште незрела. Околу 2% од лекот преминува и во мајчиното млеко. Што значи тоа? Прашање, дали ќе го дадеме кај трудна жена со речно слепило? Да, инаку ќе ослепи. Ама дали ќе го дадеме за COVID-19? Не, зашто е се уште експериментален лек. Овој механизам е многу интересен, воодушевувачки за борба против паразити, но нема никаква улога за борбата против COVID-19. Како ивермектинот делува против SARS-CoV-2 вирусот, односно кој е неговото антивирално дејство. Зборевме за антипаразитарно, сега за антивирално. Инвитро, односно во витрина, во стакло, односно во епрувета, тоа значи зборот инвитро, лекот ивермектин покажува антивирален ефект кон повеќе вируси. HIV, West Nile вирусот, инфлуенца и така натаму. Но не се покажал ефикасен во терапија на овие вирусни заболувања досега. Една студија од почетокот на 2020 година покажува намалување од 5000 пати, односно 99,9% на бројот на SARS-CoV-2 вирусните честички во клеточна култура
по додавање на ивермектин, односно 48 часа по додавање на ивермектин. Еден од проблемите е што дозата што се дава во тие клеточни култури не може да се постигне, односно не е дозволена кај човекот. Може да биде токсична, значи голема доза. Антивиралното дејство на лекот се смета дека е преку блокирање на така наречен импортин, алфа и бета. Импортин, како што кажува името, импортира нешто, внесува нешто. Тоа што внесува се протеини од цитоплазмата во јадрото на клетката. Сега, овој механизам го искористуваат вирусните протеини на SARS-2 вирусот и овој бесплатен транспорт со импортин до јадрото на клетката го искористуваат, го окупираат и си го користат за своји цели. Со тоа попречуваат нормалната функција на клетката. И така клетката не успева да излачи една важна супстанца наречена интерферон, која што служи како аларм, ги алармираат соседните клетки. Кажува имаме вирус, лачете ги потребните молекули. Значи се спремаат за вирусна инфекција, го менуваат својот метаболизам клетките. Така ги начекува соседните клетки неспремни и полесно се шири SARS вирусот и го заразува организмот. Сега, со блокирање на овој импортин, на протеините импортин, вирусот не може да го злоупотреби овој механизам и протеините на вирусот не може да влезат во јадрото, бидејќи овој пат е блокиран. Тоа е механизмот на антивирално дејство и овој ефект на лекот би бил корисен во превенција, односно профилакса, но и во првата фаза на инфекцијата со SARS вирусот, односно во вирусната фаза, која имаме голема вирусна репликација, односно размножување на вирусот во грлото. Значи, ивермектинот го блокира импортинот, кој што пак импортин, SARS-2 вирусот го злоупотребува овој импортин за своји цели да си ги внесе своите вирусни протеини во јадрото. И кога ивермектин го блокира импортинот, така SARS вирусот не може да влезе, да го злоупотреби овој механизам и да влезе во јадрото. Тоа е антивиралното дејство на овој лек. Но слушнавме дека групата американски лекари по кои што и се расчу овој лек, односно FLCCC, го препорачува ивермектинот не само во овие први две фази како профилакса или во почетната вирусна фаза, туку го препорачува во секоја фаза на болеста. Односно профилакса кај ризик групи, постекспозициона профилакса, односно по контакт со некој заразен, терапија во рана фаза на болеста, односно во рана вирусна фаза, репликација на вирус, но и терапија во подоцна, односно поствирусна фаза. Повеќето сте слушнале за цитокинска бура и акутен респираторен дистрес синдром. Тоа се пресилни одбранбени реакции на телото во борба со вирусот. Не знаејќи како да се одбрани повеќе телото во последен отчаен обид да се избори со вирусот, нашите клетки ослободуваат во преголема мера молекули наречени цитокини. Тие молекули се исто така некој вид на аларм за вонредна состојба, за активирање на имуниот систем. Но тие цитокини водат и до ослободување на други молекули, така наречени простагландини и азотен моноксид, кои што пак молекули ги шират крвните садови, дозволуваат течноста од крвта да излегува надвор од крвните садови, со цел да нападне све што е надвор, но со излегување на течноста во надвор од крвните садови, например во белите дробови, таа течност сега го попречува транспортот на гасови низ мембраната. Кислород не може да се транспортира и настанува акутен респираторен дистрес синдром. Телото ја ослободува целата артилерија што ја има во последен обид да се избори со непријателот и од оваа прекумерна реакција страдаат сите органи. Со цел да се ограничи и интензитетот на оваа реакција се даваат лекови кои што имаат антивоспалителен ефект. Го смируваат телото, му викаат чекај, не толку јако, смири се малце полека. Таков лек кој што се користи и има докажан ефект е дексаметазонот. Но како ивермектинот делува сега антивоспалително. На површината на човековите клетки има така наречени Toll-like 4 рецептори. Нивна задача е да препознаат делчиња од бактерии и кога тие делчиња се нарекуваат липополисахариди, кога ќе се врзат тие делчиња од бактериите за овие рецептори, предизвикуваат активирање на една антивоспалителна каскада во клетката. Овие Toll-like рецептори, освен од делчиња од бактерии, може да бидат активирани и од SARS-2 вирусот. Ивермектинот делува на тој начин што го спречува, односно ги спречува
посредниците во овој процес на клеточна воспалителна активација. Односно, блокира две молекули, наречени, не се важни, но наречени митоген активирачки протеин, киназа и нуклеарен фактор К6. Со тоа, со блокирање на овие две субстанции, се намалува интензитетот на воспалителната реакција. Значи, тоа е таа научна позадина која што ја поддржува употребата на ивермектин во борба против COVID-19. Но, тоа што стои на хартија, или пак тоа што се докажува во епрувета, односно инвитро, не секогаш функционира во пракса, всушност и ретко функционира во пракса. Човековото тело е комплицирано и непредвидливо. И во време на модерна медицина, evidence-based medicine, се потребни докази пред да може да се препорача одреден вид на терапија. Сепак секој лек има несакани ефекти, да ги спомнеме и несаканите ефекти на ивермектинот, потенцијалните несакани ефекти, иако ретки, може да бидат во форма на чешање на кожа, алергиски реакции, лесни, тешки до анафилактичен шок, како и секој друг лек, влошување на астма, доколку има астма пациентот, болки во стомакот, гадење, повраќање, пролив, оштетување на црниот дроб. Преголема доза може да води и до невролошки симптоми, значи да го нападне сепак нашиот нервен систем, односно главоболки, епилептични напади, губење рамнотежа, вртоглавица. Доколку се внесе овој лек со мрсен оброк, може да се ресорбира во поголема мера. Доколку се зима со верапамил, тоа е еден калциум канал блокер кој што има антиаритмичко дејство, може да се зголеми концентрацијата на ивермектинот во крвта. Доколку се зема заедно со маркумар или варфарин, тоа се витамин К антагонисти кои што ја разречуваат крвта, може да го засили ефектот на овие лекови и да доведе индиректно до крварење. Максимална поединечна доза која што е дозволена за луѓе е 200 микрограма на килограм телесна тежина. Сега, во инвитро испитувањата користена е доза од 5 микромола за постигнување на овој антивирален ефект. Ние кога ги зимаме тие 200 микрограма на килограм телесна тежина, се постигнува концентрација од само 0,1 микромола. Не 5, туку 0,1 микромола. Значи тоа е нешто што малце кажува дали би функционирало ова исто како што функционира во епруветата. Друг ограничувачки фактор е што голем дел од овој лек е врзан за протеините во плазмата. Лекарите кои што ги спомнав претходно од организацијата FLCCC, кои што го објавија така наречениот IMESC протокол за третман на COVID-19, тоа може да го видите и на нивната страна, се меѓу првите кои што се залага за поширока употреба на овој лек за борба против COVID-19 и за спроведување на што е можно повеќе студии. Дозата која што ја препорачуваат овие лекари за профилакса изнесува 0,2 милиграми на килограм телесна тежина на првиот ден и 48 часа подоцна. Дозата пак за третман изнесува 0,2 милиграми на килограм телесна тежина еднаш на ден до максимум 5 дена. Тоа е тоа што го препорачуваат, може да го видите на нивната веб страна. Следниот важен дел кој што мора да се продискутира се досегашните студии и оние кои што се во тек, а ги има многу. Тоа ќе го образложиме подетално во вториот дел од видеото. За сега ќе кажам само дека резултатите будат доза на оптимизам, но се уште далеко од убедливи. Да не забораваме дека досега имавме надеж за многу други вакви лекови кои што потоа се покажаа како неефикасни. Важна напомена е и дека Националната агенција за здравје во Соединетите Американски држави го смени својот став кон ивермектинот од негативен кон неутрален, односно ниту го препорачуваат, ниту па го забрануваат леков за третман на COVID-19, што сепак е чекор нагоре за овој лек. Со тоа овој лек сега се наоѓа во иста категорија каде што се рековалесцентната плазма и моноклоналните антитела. Тоа беше, дечки, за денешно видео. Ви благодарам многу за вниманието. Во следното видео ќе ги продискутираме подетално студиите кои што ги имаме досега, студиите што се во тек, што ни укажуваат студиите и какви треба да се студиите за да бидат релевантни. Односно, што се ретроспективни, што се проспективни студии, што се рандомизирани двојно слепи студии и така натаму. Долго ви се свиеше видеото, заследете го мојот канал, долго има прашање, искоментирате, прашете ме, ќе се обидам да одговорам и второто видео ќе се трудам да го направам што е можно поскоро. Фала ви, дечки!